Денеска викнавме една тематска пресконференција која се однесува на предстојниот празник Велики поклади или во Прилеп Прочка, да го најавиме почетокот, односно враќањето на сјајот на нашиот карневал Прочка, кој што оваа година слави 25 години од постоењето и уште еден важен јубилеј за кој што сакам на оваа пресконференција да зборувам, тоа е оние кои што го направија зачетокот на карневалот, мечкарите, со нивниот јубилеј од 100 години, тука и председателот на Сдруженијето Прилепски мечкари, кој што подоцна во текот на оваа пресконференција би зборувал и за нивниот јубилеј. Го враќаме меѓународниот сјај на карневалот. Моја задача е да ви информирам околу традицијата, околу она што значи долгогодишно обележување на овој карневал, 25 години, навистина еден значаен јубилеј. Така почна овој мандат и така има некој континуитет. Јубилејно прославување на патронот на градот, јубилејно прославување на карневалот Прочка, кој што неколку пати можеби потенцирам, но навистина е важно за мене како човек и за организацијата и за моите соработници што повторно се враќаме на меѓународната сцена, односно имаме гости и од надвор од држава покрај традиционалните гости од државата. Новина е тоа што оваа година карневалот Прочка ќе се одржува во 2 дена, во сабота и во недела. Ја користам приликава да ве поканам сите, во сабота да ги видите најмладите од училиштата, а во недела да ја проследите целокупната програма од оваа година, како што спомнав, меѓународен карактер и да уживате во овие 2 карневалски денови. Одлична прилика да заживее локалната економија, одлична прилика да видите маски, одлична прилика да излезете од секојдневието, односно да дадеме еден нов дух. Карневалот се користи за подигање на расположението на нашите сограѓани. Се надевам на одлични маски, има жири комисија која што сум убеден дека ќе ги одбере најдобрите и дека ќе добијат заслужена награда, она што значи се потрудите најмногу да добијат и заслужено внимание од општина Прилеп и од организацијата. Уште една работа за која што веќе 10 дена, можеби и повеќе се зборува, враќаме уште една традиција, тоа е новото реобновувањето на дувачкиот оркестар, кој што овие 2 карневалски денови ќе ги предводи карневалските поворки и ќе учествува директно во организацијата на карневалот Прочка. Значи уште една традиција која што во минатото многу се ценела и почитувала и постоела во рамки на општина Прилеп, ја враќаме повторно назад на заслуженото место. Има големи планови, но ајде да почнеме со овој карневал и дувачкиот оркестар понатаму да се користи за сите прилики во општина Прилеп. Веќе и кај нив има најава за учество на еден меѓународен собир на градски дувачки оркестри кој што би се случило во текот на јуни оваа година, но затоа потоа ова само како најава би оставил повеќе простор на оние кои што најдобро си ја познаваат оваа работа и долги години го организираат карневалот. Јас уште еднаш ја користам приликава да упатам покана до сите наши сограѓани прилепчани, до сите жители на Република Македонија кои што во недела можат да дојдат добро да се забавуваат, да почувствуваат она се што има Прилеп да понуди, а тоа е добрата кујна, добрата пијачка и се разбира одличната забава која што во тие 2 дена ќе ја има насекаде по угостителските локали овде на општина Прилеп. Ова година е збогатен со повеќе групи од странство, така да по отсуство од неколку години ќе присуствува на нашиот канал групи од Албанија, од Србија, од Бугарија. Има најавено групи и од Грција и од Црна Гора, но тие до денес нема потврдено. Ова година ни е голем јубилеј. Успеавме како организацион одбор на Прилепските мечкари и организатори на Прилепскиот карнавал од историскиот архив и од граѓаните, постарите граѓани на општина Прилеп да најдеме материјал со кој потврдуваме дека и 1921 година имало веќе организирани поворки на мечкарите, така да тоа е веќе еден голем јубилеј, што значи дека постоиме повеќе од 100 години. Поворката, тоест карнавалот во Прилеп слави јубилеј 25 години, на кој јубилеј на основачите ќе му се доле благодарници и на водичите на групи. Но да напоменем и тоа дека Прилеп се горде со тоа што не во континуитет
само 25 години ние како организационен одбор го организираме. А и пред тоа имало покушај неколку пати да се организира, но не во тој обем. Гордост ни е што Прилеп како град ја даде најголемата награда на карнавалите. Наградата беше прва награда која се одржа пред нашето организирање во спортската сала на Тутунов коменат и првата награда беше Југо 55. Така да тоа е гордост за Прилеп. Гордост што значи дека ние сме постојали и постоиме и ќе постоиме, бидејќи Прилеп е на некој начин љубител на тие преправања. Така пошламе, стихијно пошламе, гледајќи ги со другарите и пријателите како групите од дечина, помлади, млади па и возрастни се преправаа на тој ден и дојдеме на идеја да пред 25 години го канализираме, т.е. го направиме карнавалот во Прилеп. Првата и втората година беше републички, државен, а од третата година веќе стана меѓународен. Меѓународен карнавал се прочу многу во Европа, па и подалеко, така да имаме чест 2012 година да го држиме и првиот конгрес на Федерација на карнавалски градови на Европа. Ова година сме почестни за тоа што со доаѓањето на новото раководство на локалната самоуправа ние го обновивме, тој се вратиме на старите патики, каде што ќе докажеме и покажеме дека можеме и сме способни да направиме еден голем меѓународен карнавал, на кој карнавал сме почестни, бидејќи по толку отсуство ќе биде и председателот на карнавалските градови на Европа, господинот Ларст, кој потврди сигурно дека ќе присуствува и ќе го одликува и јубилејот и со неговото присуство ќе даде на тежина на овој карнавал, кој по 7-8 години го обновуваме да биде пак на тоа ниво на кое што беше. Вака, вие знаете и сте сведоци, бидејќи сте со мене сите години, дека ние пред 4-5 години имаме цели автобуси посетници од Бугарија. Дел од вработените во собранието знае, бидејќи има најголем проблем. Ние немаме обврска да му обезбедиме сместување, но останува на 2-3 дена во Прилеп. Исто така имаше тури организирани и од Скопје, што значи ние тогаш веќе постанавме познати на туристички град во Македонија, бидејќи сите што доаѓаат, ние имаме специфична исхрана, специфична кујна, кој сака да го проба тој прилепски ширден, кој е надалеку познат. Има и други јадења, да не ги набројам, бидејќи мисијата не е за тоа. Веќе ние со ова сега, со ова програма, се надејаме дека ќе направиме една голема работа, бидејќи јас на тоа здружение што сум председател, за прв пат се униформисаме. Направиме нови одела, купиме звонци, купиме на сите дуксивки на кои што пишува Прилепски мечкари, Прилеп Македонија. Тоа е една голема работа која учествуваме во странство, да видат кои сме, бидејќи ние сме веќе учесници на поголем број на меѓународни карнавали кај што сме запазени и одликувани. Ние по повод 25 годишнината организираме и културна забавна програма во Манастир Свети Георгија. Ќе дојде културно-уметничко друштво од Битола и културно-уметничко друштво Мирче Ацев, на кој што ќе направат едно обележје, бидејќи 25 години е време кога се залагале мечкарите да направат нешто. Има луѓе кои се сега во организационниот одбор на мечкарите кои се залагаат, кои работат макотрпно за да спремаш ти 60 души да ги облечеш сите и да почнат поворката од 6-6 по сабане. Тоа е многу голема работа. За тоа се неколку. Имали суради, имали да се набават материјали за маска. Вака, има мака, има проблеми со набавката на материјали, но ние набавуваме. Еве лани зеловме 200 кожи. Проблем е што во државата ги нема веќе, а соратници ги прават самите мечкари. Самите учесници, нивните дедовци, татковци, собира материјал за да се направи добар сурат и мислам дека успева во тоа. Успева. Ние сме единствени
и познати по тоа и одликувани најголемо признание на карнавалот во Истернија во Италија, кај што добивме гран приз за оригинална маска, бидејќи кога отидеме таму се изненадиме. Италијаните малку повеќе знаат за нашата маска него ние што знаеме. Вака ќе ве потсетам, не знам вие дали се сеќавате или покасно се влезени во новинарските води, се издаде една брошура во која што има собрано сите работи и таа брошура беше пред неполни 10 години. Ја доделивме на сите учесници и од меѓународен карактер. Беше преведен на англиски, така да, иако мала, но значајна за Прилеп, кај се наоѓаме, кои се обичаите, најбитните работи беа напишени. Ние сега веќе работиме со една од, и ќе почнеме да работиме со една колешка ваша од овде, ќе се издаде книга по повод 25 годишнината. Материјалот веќе собран и се надеваме кон крајот на март ќе почнеме со работа на. Па не се 100 и нешто години, но еве кажеме 100 години како се преправат, а 25 години веќе организирана поворката, што не значи дека пред тоа немало 2-3 обида да се направи карнавал. Но беше со краток зив, бидејќи го правеа организации кои не беа ориентирани да постои тој карнавал, туку од други побуди беа. Нека ни се честити и двата големи јубилеи, 100 години Прилепски мечкари и 25 години Прилепски карневал. Општина Прилеп, како и сите инволвирани институции, ги прават последните активности за успешна организација на престојното издание на карневалот, со цел Прилепскиот карневал Пручка да се реализира организирано, безбедно, достоинствено и во духот на карневалската традиција и радост. Наша заедничка заложба е оваа значајна манифестација која во изминатите години постигна голем успех во поглед на промоција на градот Прилеп во пошироки рамки да се позиционира на заслуженото место. Активностите, односно програмата, ќе започнат на 22 со отварање на изложбата на маски, сурати, изработени од учениците во основните и средните училишта под менторство на нивните наставници по ликовно образование и оделенска настава, кои се и партнери во целокупната организација. Ова се нашите најмлади учесници кои што виднина ќе ја продолжат традицијата на зачувување и презентирање на ова културно наследство. Во сите училишта подготовките се во тек и со голем ентузијазам учесниците се подготвуваат да ја покажат својата креативност пред публиката. Изложбата ќе биде поставена во фоеето на Центарот за култура Марко Цепенков, каде што ќе бидат прогласени и најдобрите избрани маски. Стручна жири комисија ќе го спроведе изборот, а ќе се доделат и повеќе награди во различни категории, значи ќе имаме категорија до 5 оделение, категорија до 9 оделение, категорија на средни училишта, во сите овие ќе имаме прво, второ и трето место, има гран при награда, јуниор награда, награда за најдобра традиционална маска и награда за најдобра иновативна маска. Наградите се во форма на вредносен ваучер. Во сабота на 21.2 се враќа детскиот карневал, односно дефиле за учесници до 14 години. Тука ќе настапат основните училишта од градот и од околината, а настанот ќе биде збогатен со забава и музика. Тргнувањето на трасата е од основното училиште Кочо Рацин. Централен настан е дефилето на маски во недела, каде што ќе се представат групни и поединични маски од Прилеп и од други градови од Македонија, а годинава и гости од соседните држави и нивни представници на Федерацијата на европски карневалски градови. Најавени се групите од Србија, Шабац, од Белград, од Бела Црква, од Врњачка бања, од Бугарија, од Перник, од Албанија, од Каваја, а од Македонија ќе земат учество Куратица, Мокриево, Бегниште, Сопот, Пробиштеп и други. На наше задоволство, своето присуство го најави и Ларс Алгел, председателот на Федерацијата на европски карневалски градови. Тоа е особена чест за карневалот, затоа што во истиот овој датум има многу карневалски случувања во регионот, исто така важни, во Херцег-Нови, во Словенија, во Грција и на други места. Тргнувањето на дефилето е од пред Центарот за култура Марко Цепенков се до плоштадот Методи Андоновченто, каде што ќе биде главното представување со изведена кореографија и музика. Карневалските групи подготвуваат настапи што ќе внесат динамика, боја, ведрина и во поворката, а публиката може да очекува силна енергија, впечатливи костими и вистински карневалски моменти. Покрај дефилето имаме и куклено шоу, магионичари, жонглерски и други атракции кои се карактеристични за овој празник, а почетокот на дефилето е во 13 часот.
Пријавувањето е отворено и сите заинтересирани можат да ја посетат страницата на карневалот, karnevalprilep.mk или фан страницата на социјалната мрежа Facebook, каде што има пријава која што може да испратат по електронски пат. За најубавите маски ќе има награди, за истите ќе одлучува стручна жири комисија. Во дефилето ќе имаме прво, второ, трето и место за детскиот карневал, прво, второ, трето и место за меѓународната поворка и гран при награда. Наградите се во форма на ваучер за патувања, представување на други манифестации од ваков карактер, но и парични награди. Одлуката за продолжување на работното време на сите кафетерии и ресторани, донесена од Советот на општина Прилеп, е во важност, така да забавата во вечерните часови ќе може да потрае на задоволство на младите генерации и на сите оние туристи, како домашни, така и надворешни, затоа што ако ги прашате кафетерите, нивниот најплоден ден во градот е прочка. Сите кафетерии, ресторани, пицери ќе имат своја програма со настапи на диџеи, бендови во живо, како за денска, така и за вечерна забава. Карневалските случувања ќе завршат со традиционалниот заеднички ручек на Сдруженијето Прилепски мечкари во манастирот Свети Ѓорѓе. Општина Прилеп упатува благодарност до сите институции и медиуми за поддршката и активното вклучување и сето ова има јасна цел Прилеп да стане сцена на радост, на боја, на енергија. Она што сакам да го кажам, што го праша Игор, е дека податоците за мечкарите, покрај тоа што се на карневалската страна, значи www.karnevalprilep.mk и брошурата која што е спомна Ванчо, издадена по повод 15 години јубилеј на карневалот, издавач беше општина Прилеп, која што е на двата јазици, англиски и македонски. Исто така мечкарите имаат и своја Facebook страна, каде што ги имаат податоците што се однесува за нив. Меѓутоа, и ова добро е заштитено од страна на државата. Значи, во 2019 година се донесе одлука за заштита на нематеријално културно наследство. Да. Овај обред на мечкарите кој што е ставен под заштита е од големо и извонредно значење не само за локалната заедница, туку и за пошироко во национални рамки. Значи, зачуваноста на ово добро се однесува на нивниот обред, кој што е прецизно врзан за празникопрочка и прецизно врзан за одредена група на луѓе во случајов касапи. Тоа го издвојува од сите останати вакви дружини и поворката на мечкарите покрај ова, значи покрај етнографски добива и други карактеристики со тоа што е пак дел од Прилепскиот карневал. И тука ги добива социјални, културни и туристички карактеристики. Очекуваме, значи, над 500 учесници општо во групни и поединечни маски на целиот карневал. Како што напоменав, на истиот овај датум, значи, има многу други во регионот карневали, затоа и овие групи од странство се во случајов 5-6, а можеле да бидат, например, 10. Од каде имаме, освен од Прилеп? Од Македонија? Па има од Бегниште, Мокриево, Сопот, Куратица, Пробиштип. А од странство имаме од Србија, од 4 града, значи имаме Шабац, Бела Црква, Белград и Врњачка бања, точно. И имаме Бугарија од Перник и од Албанија од Кавај.